Социјалните мрежи одамна не се само за забава. Тие се платформи каде што се градат многу кариери. Денеска во Интермецо разговараме со еден од највлијателните TikTok креатори во Македонија, инфлуенсер кој што брои најмногу следбеници на неговите социјални мрежи. Денеска со нас Александар Динов. Здраво, Александар. Најпрво да ти посекам добри деде, како се чувствуваш денеска? Супер сум, возбуден сум, ти како си, добра си? Да, одлично. Како прво прашање би сакала да те прашам како започна твојата приказна на TikTok и за социјалните мрежи? Како дете многу сакав да гледам други луѓе како снимат. Мене ми беше многу интересен фактот дека некој може да си го документира животот и да го објави јавно за сите останати да го гледат. Кога почнав бев дете, имав многу неуспешни приказни, многу профили отворив и на YouTube и тогаш на Musical.ly пред да стане TikTok, зашто TikTok беше Musical.ly пред ова. И беа се неуспешни профили, но мислам со текот на времето, како повеќе се трудев да снимам и да објавувам, толку повеќе учев за тоа како можам да изразам мојата креативност, да правам подобри видеа, да ги едитирам подобро и така натаму. И овој профил што го имам сега го отворив пред точно 7 години и до ден денес е истиот и прерасна многу брзо затоа што сум имал многу падови претходно од кои што сум научил како да бидам подобар денес. Имаме приметено дека преинтересно ти се едитирани твоите последни видеа. Сакавме да те прашаме дали имаш научено и дали сам се ги едитираш? Голем дел од видеата на почетокот ги едитирав сам, сега изминативе 2 години работам со едитор, он ми ги монтира видеата, така што супер ми е затоа што штедам повеќе на време и можам да се фокусирам на други обврски и да правам повеќе видеа и така натаму, но некогаш имам некои видеа кои што сакам јас лично да се ги едитирам затоа што имам некоја одредена визија и се плашам дека можеби едиторот ми е феноменален, сум као дај и барем јас како си имам замислено јас да се направам, па сум перфекционист по природа. Дали очекуваш дека ќе станеш еден од најпознатите креатори во Македонија? Никако. Не знам, мене ми е многу чудно и како да објаснам, толку многу луѓе да ти пружат поддршка, толку многу години поред е привилегија. Навистина е привилегија затоа што поради нив сум таму каде што сум и можам да ги правам работите кои што сакам да ги правам. Така што не очекував, само се забавував и тоа само по себе онака си дојде. Што мислиш дека најмногу ја привлекува публиката кај твојата содржина? Тоа што не се плашам да бидам свој. Мислам дека не се плашам да се облекувам како сакам, да се однесувам како сакам, да реагирам како сакам. И мислам дека тоа е на некој начин мотивација за останатите да се пронајдат себе си и да не се плашат од туѓото мислење. Кажи ми, дали имаш ти некој идол од креаторите и кој ти е твој омилен идол? Имам поспецифично имам јутуберка која што ја следам многу долго време, се вика Ема Чемберлен. И јас поради неизе ми се роди таа љубов да се го документирам животот и да објавувам влогови и така натаму. Мислам, она е многу променета од почетокот до сега и некако јас како дете растев со неизе и сакам и јас да бидам тоа за и помалите генерации да можат да пораснат со добар пример. И сегаш се трудам да споделувам некои мои квалитети и ставови кои што сметам дека се добри, а се со цел да можеме да имаме некој позитивен пресврт во ова така малце по-негативно време. А дали од Македонија имаш некој креатор што така повеќе би ти се допаднал? Има доста добри креатори тука кај нас. Морам да ја издвојам Марис и Елена Спенџарска, па и Ева. По-конкретно затоа што сметам дека се многу природни и многу лесно знаат да ја изразат, не знам, својата емоција, начинот на кој што се однесуваат, многу делува природно како на FaceTime да се гледаш со нив на камера, не е како да гледаш некој рандом човек на интернет. И тоа баш и на Марис имав прекоментирано, викам кога ти гледам сторињата исто да се гледаме на камера, пошто така се обраќа, она не се обраќа со вие, се обраќа со ти. И тоа мислам дека е многу сладко и многу убаво. Колку време и труд стои за едно видео што изгледа едноставно? Твое едноставно видео? Зависи многу до видеото, но најмногу што имам потрошено на некое видео знае да биде неколку дена, а во монтажа околу 9 сати, 7 до 9 сати.
за едноминутно видео, што е многу време, ама тоа е. Дали чувствуваш одговорност кон младите кои те следат? И такако, затоа што цело време се трудам да ги споделувам моите морални вредности и се трудам се тоа да биде позитивно. Така што да, затоа што сакам да ме гледат како добар пример. Многу родители ми имаат придано и ми имаат кажано, леле, јас на моето дете му дозволам само тебе те гледа, или многу си добар што моето дете учи многу работи од тебе, и тоа ми не знам, некако онака ме топи, затоа што сегогаш сум сакал да видам добар пример за останатите. Во едно од нашите интервјуа зборуваше отворено за булингот, низ кој се поминувал како ученик, но и за негативните коментари, со кои што се соочуваш и ден денес. Од овој аспект, како гледаш сега на работите? Тоа си продолжувам. Јас сам свесно сум одлучил да го правам ова и свесно уште го правам истото. Знам дека колку повеќе се експонирам јавно, толку повеќе сум изложен на најразлични мислења. Фала Богу, не се само негативни мислења, има и многу позитивни мислења, но голем дел од времето го поминувам со моите најблиски, се со цел да ја добивам таа позитивна енергија и таа валидација која што мене лично ми е потребна како индивидуа, но тие негативни коментари обично се трудам и да не ги читам. Многу ретко отварам кај мене коментари. Има периоди кога читам, има периоди кога сум изолиран и не ме интересира таквите работи, но морам да признам дека на моменти кога јас не се чувствувам лош, кога јас не се чувствувам добро за себе и онака имам некој послаба ми е самодовербата, тогаш може повеќе да ме афектираат за разлика од обичен ден. Дали некогаш си помислил да се повлечеш од социјалните мрежи? Многу пати. Многу пати сум го помислил тоа, но мојата цел и мојата визија е многу силна за да ми дозволи тоа да го направам. Така што мислам дека единствено би се повлекол ако јас одлучам дека тоа е коректното нешто да го направам, но никогаш не би се повлекол поради негативни коментари или поради туѓото мислење, што мислам дека е знак на храбра личност. Динев, твојата врска со Евче е едно од најкоментираните во јавноста. Едни тврдат дека тоа е само маркетинг, гума или измислена врска. Како реагирате на тоа и која е вистината? Леле. Јас и Ева пред да бидеме во врска имавме објавено едно видео дека правиме свадба. И види вака, тоа видео беше за рекламни цели, поконкретно снимавме реклама за треба да облипнеш. Нема врска. Добро. Поконкретно снимавме реклама за бренд кој што прави слики за очи или с фотографии. И сега имавме идеја нешто дека као демек брачни парови сакаат да си прават заеднички слики од очите. И ајде се облековме во сакон или одело и фустан и го направивме како свадба нешто. Тоа видео го спремивме се и како тизер на самото тоа рекламно видео објавивме друго видео што беше за фрканција дека јас и Ева сме се венчале. А тој период јас и Ева бевме само другари, не бевме. Да, можам да го потврдам тоа, затоа што имавме снимано и претходно видео каде што мислам дека ти се јавуваш на телефон. Знаеш нешто? Да, ние тогаш бевме другари, не бевме во врска. И тоа видео експлодираше. И веднаш после тоа го објавивме рекламното видео и на крај, мислам, многу луѓе го видоа рекламното видео, ама многу и не го видоа и мислеа дека ние сме венчани. И почнаа на моите родители да им се јавуваат, да им даваат бомбонјери, да им честитаат брак, а нема благеве за тоа. Ние само се зафркававме, мислам, ние после тоа кажавме јавно дека тоа чисто беше од забава, но многу луѓе уште мислат дека сме во брак. И покрај се, поради тоа, уствари, мислам дека и луѓето мислат дека нашата врска е лажна, дека не е вистината и често тоа го читам по коментари, но јас и Ева сме скоро 2 години во врска и сме пресреќни и долго време немавме објавено дека сме во врска, затоа што сакавме, нели, приватност и се тоа. Јас претходно сум бил во јавна врска и знам како тоа резултираше и уште имам последици од таа врска. И си кажав, веќе немам јавни врски, но на крај со Ева некако беше посилно од мене и так, пошто и двајца сакаме да се снимаме, да се објавуваме и тоа. И нашата врска е реална, не е фейк. Да знаеме сега и целата публика. Кој е најважното нешто што го научи од кога си во јавниот свет?
Дека треба да бидам одговорен и дека треба да бидам добар пример. Затоа што мојот глас е значаен и мојот глас може да афектира многу мислење на многу други. Затоа никогаш не сум имал некоја мотивација да ширам хейт, затоа што јас сум некој кој што се бори против тоа и константно работи и на кампањи и на видеа кои што го поддржуваат спротивното, односно позитива наместо таков тип на негатива. Така што мислам дека тоа. Најмногу сватив дека треба да бидам онака безбедно место за младите, кај што тие можат да ми се обратат, како и до ден денес кога ќе ме сретне некој, чувствуваат слобода да ме прегрнат, да ми кажат те знам долго време, не знам кој ти гледам видеото, се ќе му убаво и така натаму. Тоа мене лично онака ми исполнува и си го терам истото. Дали има нешто што публиката не го знае за тебе? Има многу работи публиката што не знае за мене. Ај открини едно. Јас по природа имам предприемачки дух. Јас многу сакам еден ден да имам собствен бизнис и континуирано работам на тоа. И ајде една ексклузива за вас тука. Ајде те молам. Март и април ќе бидат интересни месеци оваа година, затоа што конечно ќе остварам една од моите најголеми соништа кои што сум ги имал уште од самиот старт кога сум почнал, и таа беше таа цел која што мене ме држеше да не се откажам. Така што да. Значи очекувам или март или април нешто ново од тебе. Може да се договориме и да снимаме нешто во врска со тоа. Договорен, може. Сега да те прашам едно многу интересно прашање. Неодамна Ритко во еден од своите лайв стримови го спомна и го коментираше твоето име. Дали го имаш погледнато тој лайв и што мислиш за коментарите што беа упатени лично кон тебе? Извини, како рече, кој име? Не... Ритко, го знаеш Ритко? Не? Кој е Ритко? Извини, вака мислам, не сакам да звучам навредливо, ама кој е Ритко? Не познавам таква личност. Тоа е како вистинското име или некој прекар? Па, Ритко е прекар. Аха. Како ме вистинското име? Нема излезано видеото на... Но, искрено овој период, како што ти спомнав, многу сум зафатен, имам многу работи кои што сакам да ги реализирам, да се остварам себе си во многу полиња, особено како предприемач. Така што не сум имал време да седам на телефон толку многу и не сум во текст со работите. Мислиш ме коментирал во позитивна насока, во негативна насока? Во негативна. Океј. Што имаш да кажеш за некој што, например, ќе те коментира негативно, ако не си го видел видеото? Вака. Јас сум 7 години во оваа индустрија и нема да е ниту прв, ниту последен што може да каже нешто добро или лошо за мене. Јас сум свесен дека различни мислења постојат за мене и мило ми е што пробувајќи да го добијат луѓето моето внимание, некако се прославуваат на моја сметка. Јас никогаш не сум имал потреба да го направам тоа, затоа што 7 години сум актуелен без прито да треба да понижувам некој за да се возвишувам сам себе си. Така што, кој е следното прашање? Видеото со пеење изненади многумина. Дали ова е само експеримент или пак можеби нова страна од Александар Динов? Нова страна не, затоа што јас си пеам цело време по дома и многу ми беше страв тоа видео да го објавам, искрено ќе ти кажам. Зошто? Затоа што е експериментално видео, да. Колку и да сакам јас да пеам, некако е малце некоја моја не е толку многу јака страна, која што сакам да ја работам со текот на времето и сакам да учам како да ја правам подобро, затоа што ако си, не знам, ако работиш во пекара, првиот бурек што ќе го направиш нема да биде најдобар така, ако си инфлуенсер, првото видео што ќе го снимаш нема да е најдоброто видео така. Така што сметам дека за да пееш не мора да си пејач. Јас тоа го направив од забава, сакав да видам како ќе реагира публиката, има многу различни мислења и морам да ја пофалам мојата професорка и воедно менторка,
Наташа Миха, која што многу ми помогна да ја пребродам таа една трема. Ја сега 100% поцрвенев скроз, пошто кога зборам на оваа тема малце ме ваѓа трема, да имав многу бариера. Јас сум обично отворена личност и не се срамам да зборувам јавно. Многу пати сум зборувал и на настани, и на телевизија и така натаму, но кога стануваше збор за музиката, поконкретно за пење или за танцување, многу некако се кочев. И она ми помогна во тоа и да некако ова за мене беше еден храбар чекор да си докажам на себе си дека не е крај на светот. Еднаш живеам, ако не пробам работи кои што сакам да ги пробам, кога ќе ги пробам. Така. И сакав со тоа да ги охрабрам и останатите да пробуваат. Така што. А дали мислиш дека се пронаоѓаш во таа насока и дали би се пробал посериозно како пејач? Мислам дека ми треба многу време да научам многу повеќе за музиката и да поработам. Сепак не одам долго време на часови, можеби 3 месеци отприлика или помалку, но мислам дека таа е многу убава професија, затоа што музиката буквално е многу убаво нешто. Јас и се будам со музика, легнувам со музика, цело време слушам музика и по пат кога пешачам со слушалки, кога тотално сум изолиран од светот кога слушам музика. И можеби, не знам, ништо, никогаш не вели никогаш, ќе видиме што ќе се случува понатоа, можеби ќе научиме птен добро да пееме и да можам некогаш да направиме нешто и во таа насока. Why not? Видовме во твои претходни видеа дека малце почна и да го учиш српскиот јазик. Дали само српскиот или пак постои уште некој јазик кој што го изучував моментално? Јас знам англиски, мислам тоа стандард. Знам и малку и од други јазици. Имам роднини во Италија, така што ја парло италијано, малку колку толку. А и личиш на италијанец? Може до тоа, до роднините дека се таму. Француски учев 7 години во училиште, ама ништо не знам. Српскиот почнав да учам што малце смешно, многу е сличен на нашиот јазик, ама толку не, значи тие падежите стварно не ги разбирам луѓе. Ништо не знам од српскиот и морав да почнам да учам и да унапредам во тоа поле затоа што некако сакам, како што виде, нели експериментирав со пеењето, објавив видео со пеење, експериментирав и објавив видео со каде што зборувам на српски јазик и тоа помина многу добро. Тоа сакав да те прашам, дали сакаш, например, малце еден дел од тебе да префрлиш и на српската естрада? Па може да транзиционира со текот на времето, сакам да се пробам и на тоа поле, зошто да не, мислам дека во Македонија поконкретно на TikTok, сега за сега достигнав некој лимит на следбеници и поддршка, мислам, сум преблагодарен, не сакам да ме сватат луѓето погрешно, сум преблагодарен за секој кој што ме заследил, но мислам дека имам простор да растам повеќе во други земји, како например во Србија, па ќе видиме, но постои како опција. И добро, како за последно прашање би сакала да те прашам, во последно време вртат некои видеа на TikTok каде што се спомнува името на Патриција и дека ти имаш нешто направено за она моментално да преиде кон верата и да прекине да снима, односно снима видеа кои што се малце по-верски, на верска страна, на верска основа. Дали се чувствуваш одговорен за тоа што имаш да кажеш на таа тема? Види. Јас мислам дека секој за себе си одговорен за своите постапки. Меѓу другото, јас со Патриција сум во окей односи, мислам ние ако се сретнеме се поздравуваме. Јас знам дека сега она е во брак и сакам вака и ви јавно да ја честитам успешен брак, среќа, мир и се останато. Мислам дека по раскинувањето на оваа тема немам зборувано јавно и малца така ми е упиплива. После раскинувањето, она фати во некој друг правец. Она беше религиозно уште периодот кога ние бевме во врска, но не беше до овој степен. Мислам дека не беше пронајдена толку многу во таа сфера. Јас мислам дека е како резултат на последицата од врската, затоа што се чувствуваше виновна поради прекинот на врската. Дали она ја прекина вашата врска? Јас ја прекинав врската. Зашто она тогаш се чувствувала виновна? Се плашам дека ако кажам дека може да и наштетам на неја како личност, ама мислам дека довербата беше нарушена повеќе од еднаш, поконкретно за некои работи.
А дали се работи за неверство? И ќе оставам публиката да одлучи. Јас тука не кажам ниту едното, ниту другото. А кога ева може да очекуваме брак од тебе и Евче? Мислам дека е прерано за тоа. Јас ева премногу ја сакам, е една од најубавите врски, најубавата врска уствари ми е кој што сум имал до сега и најздравата врска и само сметам дека моментално и на двајцата приоритетот ни е кариерата и самите ние да се оствариме за да можеме да стапиме во брак како исполнети индивидуи и спремни да можеме да преминеме на следниот чекор, а тоа е фамилија. Љубов или кариера? Помалци од двете. Фала ти премногу. Фала и на тебе. Јас сум Александар Динев, а вие гледате Хајп Македонија.